Добро вечер, почитувани пријатели. Добро вечер, кочанчани. Добро вечер, поддржувачи на една храбра, на една не толку нова, но досега многу запоставена идеја. Еден принцип кој Република Македонија во оној момент кога го напушти се стекна со нови и дополнителни проблеми. Принципот и концептот на граѓанска држава, принципот и концептот во кој државата, политичките партии, институциите се само сервис на граѓаните и дека тие постојат како и нивните функционери за да го пренесат, да го преточат во одлука и да го остварат сонот и потребата на секој македонски граѓанин. Од тие причини свесно решивме да бидеме дел од една алтернатива на политичката подвоеност, на етничката поделеност, на економската нефункционалност и свесно сакаме да бидеме дел од граѓанската опција за Македонија како коалиција на свесни политички партии кои силата ја црпат од вас и од секој од нас. Политичките партии не постојат за да произведат функционери кои ќе земаат плата. Политичките партии постојат за да произведат луѓе кои ќе решаваат проблеми. А еден од тие основни проблеми со кои сите се соочуваме е масовната миграција, е тешкиот живот во цела Република Македонија и оној со кој се соочуваме од Кочани до Крива Паланка, до Дебар, до Охрид, во Скопје и така натаму. И таа бара спојување на луѓе врз основа на принцип, не врз основа на дневен интерес, не врз основа на лична потреба. Ниту еден од нас нема потреба да остварува само плата, туку има обврска да остварува функција во име и за потребите на граѓаните. А има ли во оваа претседателска трка човек кој носел и државнички функции, и функции во администрацијата, и кој секој ден едуцира генерации и генерации студенти. Секој ден ги насочува на вистинскиот пат и им дава знаење. Секој ден соработува со нив и им отвора нови хоризонти. И секој ден е партнер, ако сакате, со нив. Господинот Зоран Поповски, со својата досегашна работа и со сите функции кои ги има остварувани и со значајното учество во образовниот процес, е светол пример за тоа како скромен, ненаметлив човек, човек кој има искуство, има контакти и во земјата и во странство, може да понуди мирна, убава, помирлива, ненаметлива, но сепак силна улога и силни решенија за едно вака поделено општество како што е нашето. Ве подсетувам, минатата година се запишани 2% помалку ученици во основното образование. Дали е тоа вистински резултат на добри политики на една влада? Ве убедувам не. Ве подсетувам, само во центарот на Скопје се стационирани на неколку квадратни километри, неколку годишни буџети на сите општини во Источна Македонија. Ве прашувам, дали е тоа фер? Значи имаме потреба од справедливо решавање и паметно управување со јавните пари, но имаме потреба и од одговорен контролор кој секоја погрешна одлука ќе ја сопре, а секоја правилна одлука ќе ја поддржи. Затоа застануваме и затоа вечерва зборуваме за нашиот кандидат господинот Зоран Поповски. Од утре ќе започнеме со уште една кампања. И ве уверувам, сето она што го имате видено како став на Либералната партија и како став на пратеникот во собранието на Република Македонија ќе остане и натаму, затоа што не бегаме од нашите обврски, ниту некогаш сме бегале од граѓаните кога имало потреба да застанеме на нивна страна и во нивно име.
Затоа ве повикувам да останеме на патот на граѓанската опција, да застанеме на сите поделби, на целокупната незаинтересираност на политиката за секојдневните проблеми на граѓаните, да направиме мудар избор, да донесеме правилна одлука. Имаме два моменти за тоа. Едната на 13 април и втората на 27 април. Немојте да чекаме нови поправни испити. Благодарам.